Здраво, драги ученици, јас сум наставник Гордана Крстевска од Основното училиште Димче Ангелов Гаверот од Демир Капија. И во денешната ТВ училница ќе зборуваме на темата адаптација на животните и растенијата. Тоа е наставна единица за 9-то оделение по предметот биологија. Како прво да видиме што представува самиот поим адаптација и како животните и растенијата се адаптираат во дадените услови или средина во која што се наоѓаат. Адаптација е прилагодување или приспособување на самите животни и растенија во дадената средина и пред се, главните одлики на кои што истите се приспособуваат и климата, кога зборуваме и за растенијата, за животните, изворите на храна и вода и избегнување на грабливците, веќе тука станува збор за самите животни. Нормално е кога станува збор за животните, доколку недостасуваат изворите на храна и вода, самите животни во однос на тоа дека знаеме тие се водат по инстинктите, нема да создаваат ново потомство. За истите да можат да создаваат потомства, мора да имат извори на пред се храна и вода. А што се однесува до избегнување на грабливците, овде може да кажеме дека и самите пленови, и самите предатори на некој начин изнаоѓаат начини како да бидат прекриени од страна на истите. Дали станува збор за плен или станува збор за предатор, за тоа ќе видиме на некој од наредните слайдови. И сега постојат различни средини на планетата Земја, така да ќе видиме малку различни области, така да во однос на прилагодувањето на пустината, на ваквите тешки услови, каде што постојат температурни разлики во однос на дневните и ноќните целзиусови степени, кај што дневно температурата оди до 50, а ноќе паѓа на 5 степени. Постојат одредени видови на растителни и животински организми кои што се прилагодуваат на овие услови. Има песоклива почва, врнежи од само 250 мл и големо испарување на водата. Некои од овие живи организми кои што живеат во ваквите услови се камилата како животно и кактусите како растенијата, кои што верувам дека голем дел од нас ги познаваат. На кој начин камилата, прво да видиме, успеала да се прилагоди, со оглед на тоа дека тие имаат грбки. На сликава имаме двогрба камила, постојат и едногрби камили, во кое што тие складираат масти, имаат специјализирано градени бубрези, кои што излачуваат мало количество на урина, долги трепки на очите, кои што ги штитаат за време на песочните бури, широки стапала да не протонат во песокот, потоа имаат цврсти кожести перничиња на колената, во услови кога треба да седнат на жешкиот песок, широки ноздри кои што се отвараат и им помагаат да не вдишуваат песок, и груба кожеста уста која им помага да џвака тврди и трнливи растенија. Во однос на кактусите како пустински растенија, во однос на другите типови растенија, да кажеме, кои што екзистираат во нашите услови, каде што имаме генерално умерена клима,
средоземноморска кај нас, да кажеме, умерено континентална клима. Ваквите типови на растенија не се специфични, но успеваат на некој начин. Но во пустинските услови тоа се типични растенија за тие области, така да со оглед на тамошните услови, каде што врнежите се минимални во текот на годината во споредба со другите области, самите овие растенија успеале да се адаптираат на истите, со тоа што создале задебелени стебла во кои што складираат количество на вода, ги преобразиле своите листови во боцки со цел да го намалат испарувањето на водата, односно транспирацијата, и создале длабоки корени кои што допираат длабоко во почвата, каде што понира водата која што за време на врнежите паднала, односно се впила во самата почва. Освен камилата, еве како животно и како растение кое што ни е познат, уште ќе ги спомнеме и пустинската лисица и пустинскиот заек како животни кои што се специфични и кои што екзистираат во ваквите области. И ќе направиме сега една компарација со поларните области, односно со Арктикот и Антарктикот. Тоа се областите на северната и јужната полутопка, каде што владеат условите на вечен мраз и снег, односно каде што има многу ниски температури, кратки лета и долги зими, каде што од познатите животни кои што живеат во овие области, тоа се поларната мечка, поларната лисица, поларниот зајак, фоките, моржевите и некои други видови на животни кои што пред се имаат дебело крзно со цел да ја зачуваат топлината, имат мали носеви, муцки и уши со цел да негуваат топлина од нивното тело. Од физичките закони знаеме дека колку еден организам го намалува своето тело, дури и самите ние луѓето во текот на зимските периоди, секогаш кога ни е ладно, се грчиме и се собираме сами во себе. Тоа е целта да се намали ослободувањето на топлината од телото, а кога е летно време и кога ни е жешко, значи го шириме своето тело, на тој начин успеваме и да го ладиме, потта и потењето е еден од начините на ладење на самиот организам. Така да, ако и се навратиме на слайдот предходно и направиме една споредба меѓу пустинската лисица и пустинскиот зајак, може да видиме дека овие во пустината имат многу поголеми уши, поголеми носеви во однос на овие кои што живеат во поларните области. И еве зајчето може да го видиме како грчи своето тело со цел да го намали ослободувањето на топлина од телото. Овде е и поларната мечка, која што е еден од познатите грабливци кои што живеат во поларната област. Но исто така, пак ќе се вратам на претходниот слайд, кај што сакам да видите дека овие животни не само, зависно од тоа дали живеат во пустинска или поларна област, односно дали имаат поголеми уши или помали, носеви, муцки и така натаму, дали забележавте дека нивната боја е слична или да не кажем идентична на средината во која што се наоѓаат, така да една од адаптациите на овие животни е и камуфлирање или имитирање на самата средина во која што се наоѓаат, се со цел истите да не бидат забележени од нивните предатори или од пленот кој што тие треба да го уловат. Еве на овој слайд ја гледаме мечката со своите младенчиња која што
иако спаѓа нели од еден од поголемите или најголемите предатори, сепак, значи, истата мора да најде храна за себе, мора да најде храна за своите младенчиња и ние знаеме нели дека во синџирот на исхрана, зборуваме веќе нели за наставна единица од 9 оделение, синџирот на исхрана го изучуваме уште во 7 оделение. Секогаш на крајот на синџирот на исхрана се наоѓаат грабливците и дека колку и да не ни изгледа симпатично, нели кога некој грабливец убива и јаде некој плен кој што може би на нас ни е посимпатичен и помил, меѓутоа во природата мора да постои тоа, затоа што било која алка, доколку исчезне од синџирот на исхрана, може да доведе до намалување на самата популација на тој даден вид. Друг тип на адаптација на која што дадени животни успеваат, еве во овој случај хибернацијата е еден тип на зимски сон, кога доаѓа до намалување на надворешните температури, самите живи организми го намалуваат нивниот метаболизам со тоа што запаѓаат во зимски сон, односно хибернираат. Пред истите да паднат во хибернација, внесуваат поголемо количество на храна, а во тој период, додека хибернираат, буквално, значи, тие само дишат. Ниту се хранат, ниту уринираат, ниту исфрлат измет. Значи, сите биолошки процеси, да кажеме, се сведени на минимум. Евентуално, например, еве кај мечките, освен ако треба мечката да раѓа или биде нападната, тоа се причините од кои што таа би се разбудила од тој зимски сон. На слайдот ги гледаме и верверичките, како животни кои што спаѓаат во групата на животни кои што хибернираат. Тие хибернираат така што се пикаат во дупките во своите дрвја и на некои 2 недели се будат, прават мала закуска и повторно запаѓаат во зимски сон. Лилјаците исто така се животни кои што хибернираат, тие се будат ноќе. Знаеме нели дека уште овде на нашите простори ги нарекуваме како слепи мишови, кои што се слепи и се ориентираат во однос на ехолокацијата, нивното будење на некој месец дена и повторно запаѓаат во хибернација. Значи, тоа е се до периодот на пролетните месеци, односно март-април. Желките спаѓаат исто така во оваа група, односно жабите, кои што се закопуваат во делови на езерските базени, каде што истите не замрзнуваат и на тој начин успеваат да ги поминат зимските денови се до овие месеци кои што ги спомнав, март или април. Друг начин на животните да се адаптираат на условите во самата средина е мигрирање, односно селење. Во оваа група на животни кои што мигрираат или кои што се селаат од една во друга област, спаѓаат птиците преселници, некои пеперутки, риби, делфини и китови, и целта на нивното мигрирање, односно селење, е да се поминат ниските температури кои што, да кажеме, зафаќаат еве во есента на северната полутопка, па тие преминуваат кон јужната и обратно, значи после кога тука доаѓаат топлите денови за време на пролетта и летото на северна полутопка, се враќаат нели од јужната полутопка и целта на тоа е да се обезбеди
доволно храна, гнездење и така натаму, нели, кои што го овозможуваат за самите себе и за нивните млади. На слайдот може да видиме некои видови на птици кои што се селат од нашите краишта кон јужните и обратно. Тоа се славеот, ластовичките, кукавицата, штркот, жеравите и на тој начин, нели, минат долг пат, се со цел да успеат да ги преживеат, нели, условите кои што во тој период се нова настанети. Меѓутоа, се надевам дека оваа наставна единица ќе биде успешно совладана и се гледаме во следната ТВ училница. До тогаш, довидување.